Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје во понеделник зборуваме за здравата храна и здравиот начин на живот. Тема на денешното издание на Здравје и храната кај воспалителните болести на цревата. И овој понеделник со мене во студиото мој соговорник е магистар доктор Александар Митов, магистар по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Доктор Митов, добре дојдовте и овој понеделник во Здравје. Добро утро, добро ве најдов. Споменавме дека ќе зборуваме за исхраната кај воспалителни болести на цревата. На почетокот од емисијата може ли краток вовед, односно до објаснување што значи тоа воспалителни болести кај цревата, кои се тие болести, како да се препознаат и кои се всушност симптомите на овие заболувања на цревата? Воспалителните болести на цревото опфаќаат поголема група на заболувања. Самиот назив, самото име кажува дека станува збор за болести кои што ги зафаќаат цревата и имаат инфламаторна или воспалителна природа во себе. Две болести се попознати, да речеме, и најчести кога ќе кажеме воспалителни болести на цревата, пред се мислиме на нив, тоа е кроновата болест и улцеративниот колит. Значи, тоа се двете болести кои што опфаќаат најголем дел, иако има и помали други заболувања во оваа поголема група. Важно е да се каже дека и двете се проследени со сериозни напади на диареја, односно пролив. Има болка, е присутна кај овие пациенти, општа слабост на организмот и постепено губење на телесната тежина. Тоа се доста сериозни болести, едната и другата или цела група, така да речеме, при што понекогаш може да бидат и животозагрозувачки. Улцеративниот колит го зафаќа, како што кажува самиот назив, пред се го зафаќа дебелото црево, меѓутоа и тој се карактеризира со такви улцерозни промени, односно како рани внатре во цревото. Од друга страна пак кроновата болест има поширок опфат. Велиме цел дигестивен тракт може да биде опфатен од уста до анусот. Значи цел дигестивен тракт кај кроновата болест може да биде зафатен. И не е само површината, значи не може, за разлика од улцеративниот колит, кај што најчесто само површните слоеви од цревото може да бидат зафатени, кај кроновата болест знае воспалението да отиде и многу подлабоко, така да може да настанат доста сериозни лезии, велиме медицински, или оштетувања на цело црево и на околните органи. Причината се уште е непозната, механизмите се докрај неразјаснети кога зборуваме за овие болести. Јасно е само дека настанува еден жесток воспалителен процес во зидот на цревата. Значи тоа е јасно, но не е јасно како доаѓа до тоа. Има неколку теории, ние ќе ги спомнеме во текот на емисијата. И од тука не е докрај расчистено дали генетика е во прашање. Има поврзаност помеѓу фамилии, да речеме, ако во фамилијата еден пациент ја има оваа болест, веројатно е со мала веројатност некој од наредните колена, да, некој од потомците. најблиските, да. Вториот случај е кога се смета дека втората теорија, да речеме, е такво нарушување или дисфункција наречена на имуниот систем во организмот и од нејасни причини телото почнува да го напаѓа цревото или одредени делови од цревото. Телото само почнува да напаѓа собствени делови и тоа доведува до такви жестоки одговори и оштетување на органите. Во моментот нема прецизен лек, односно да се каже дека болеста може да се излекува целосно, и едната и другата, но тоа што може е да се намалат симптомите, Ублажувачка терапија. да се ублажат симптомите и многу важен момент, бидејќи овие болести доаѓаат во бранови,
може да се случи и тие ги нарекуваме релапси на самата болест, а кога болеста ја нема, кога е повлечена, велиме дека е во ремисија. Целта на терапијата е колку што е можно повеќе да има такви чисти периоди пациентот, односно кога периодите помеѓу два напади да бидат колку што е можно подолги. И тука е насочена терапија. Кога доаѓа до напад, споменавте напад, значи како реагира заболениот? Значи директно добива честа диареја или некои грчеви претходно? Тоа се доста драматични болести за жал и доста сериозни и непријатни за пациентот. Настрана што се проследени и со многу болка, и со чести диареи, со крвави диареи, а сето тоа знае да се искомплицира. Доаѓа до пат на хранителниот внес во организмот, телото слабее, така да една, би рекле, сериозна клиничка презентација. Кога зборуваме за овие конкретно две заболувања, обично во емисијата зборуваме за два сегменти, превенција и третман, односно терапија со исхрана. Може ли да на почетокот да доловиме дали преку исхраната може да се спречи развој на некои од овие заболувања, значи да не прогресираат конкретно овие две болести кои ги спомнавте на дигестивниот тракт? Во тој правец и би продолжиле, баш како што кажавте, и превенцијата е поврзана со исхраната и терапијата, односно најдено е дека и самата исхрана може да придонесе кон овие напади кои што се враќаат кај пациентите. Најнапред да речеме за делот за превенција, воопшто да не дојде до кронова болест или до улцеративен колит. Најдени се, прво е направена една голема систематска ревија, анализа на цела литература, на цела научна литература која што е објавена во врска со кроновата болест и со исхраната. Тоа се големи студии кога се прават такви систематски ревии и најдено е дека два факта се најдени. Прво, колку повеќе расте внесот на мастите и на месото во телото, толку повеќе се зголемува инциденцата, велиме медицински, или се зголемува зачестеноста, веројатноста за развој за кронова болест кај тие групи на испитаници. Тоа е првиот момент. И вториот момент кој што е најден е колку повеќе има растителни влакна и колку повеќе има овошје во исхраната кај пациентите, толку помала е веројатноста да се развие кронова болест. Тоа е првата огромна студија. Втората е таа која што се однесува така наречената Харвард студија за медицински сестри, која што опфаќа следење во неколку декади на медицински сестри во Америка, погодни како група за испитување, бидејќи многу често знаат да ги пријавуваат своите навики, што јадат, како јадат, медицински се едуцирани, и најдена е тука поврзаност при што се вели дека тие кои што имале највисок внес на растителни масла, значи испитаниците во оваа огромна студија кои што имале највисок внес на растителни влакна, имаат до 40% намален ризик од кронова болест. При тоа, како еден куриозитет да го спомнеме, дека и највисокиот внес кај овие испитаници кои што биле вклучени во оваа група и највисокиот внес на растителни влакна не го задоволува препорачаниот официјално минимум за внес на растителни влакна. Значи можеме да замислиме колку се важни растителните влакна во нашата исхрана, а кога мислиме на нив, која храна да доловиме секогаш да ги необработено овошје, необработен зеленчук, мелено ленено семе или интегрален леп од 100% зрно. Значи тоа се трите главни извори кои што треба секогаш да ги имаме предвид. И уште еден погоден момент е ова да го истакнеме значењето на растителните влакна и нивната секојдневна употреба. Така, доктор Митов, тука ќе направиме кратка пауза за реклама, ќе се вратиме повторно со разговор во студиото. Во денешното издание на Здравје зборуваме за исхраната кај воспалителни болести на цревата. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна
Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје со доктор Александар Митов, магистар по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Зборуваме за исхраната кај воспалителни болести на цревата. Доктор Митов, превенцијата како храната како превенција за воспалителни болести кај цревата, ја споменавме во првиот дел од емисијата. Може ли храната да биде и како терапија за третман на конкретно кроновата болест, која е една од двете најчести воспалителни болести на цревата? Во секоја емисија ова го кажуваме, ќе го спомнам и во ова, дека исхраната ја прифаќаме како прва линија на терапија, како дел од целокупната терапија која што се препишува на лекар, така да не станува збор за никаков алтернативен приод, туку станува збор за една севкупна терапија и на дополнување на официјалната терапија. Така да тоа е многу важен прв момент кој што морам да го нагласам секогаш, и второ дека и овие совети и препораки кои што ги кажуваме се базирани врз основа на медицина основана на докази. Така да дека сето тоа произлегува од конкретни научни студии и дека не е туку така измислено од некого дека ајде сега ќе пробаме со ова. Значи напротив, луѓе проверувале, сериозни научници истражувале и дошле до заклучок дека храната помаѓа и кај терапијата и кај превенирањето, односно спречувањето на кроновата болест. Еве сега да ја кажам една од многуте студии кои што се однесува на кронова болест, конкретно на терапија на кронова болест. Имено јапонски истражувачи анализирале група на пациенти со кронова болест. Стартната позиција била пациентите да бидат во ремисија, односно што туку да биде извршена или операција или со стероиди да биде вратена болеста, да биде вратена назад во една нормала, да речеме. За 2 години пациентите биле ставени на така наречена полувегетаријанска исхрана, односно исхрана претежно базирана на растенија, при што еднаш неделно мало парче риба било дозволено, а на 2 недели мало парче месо. Значи тоа е групата кај која што интервенираме. Значи кај која што било кажано, окей, вие сте пациенти со кронова болест, моментално болеста е смирена, вие ќе бидете на оваа полувегетаријанска исхрана. И анализирале друга група, така наречена контролна група, кај која што исто така биле во ремисија, меѓутоа им кажале јадете што сакате, не мора да пазите на ништо. И почнале да ги следат двете групи. Во првите 200 дена во кај групата на пациенти кои што биле на режимна исхрана, полувегетаријански да го наречеме, немало ниту еден случај на ремисија, на релапс, значи да се врати болеста. Сите биле се уште здрави. Додека кај втората група, кај тие кои што им било кажано да јадат што сакаат, 20% од групата веќе почнале да се враќаат симптомите кои што ги изборувавме на почетокот на емисијата. По една година тоа продолжува и понатаму 100% од оваа група со тој режим на исхрана останува на сосема здрави, на исто ниво, значи не се враќа болеста. И до крај, додека се анализира, до втората година, до крајот на втората година, дури 92% од пациентите, значи 92% од пациентите на 2 години и биле сосема здрави, односно болеста не се вратила. За разлика од другата група, каде што имало многу повисок процент на враќање на болеста. И како што пишуваат јапонските истражувачи во оваа група, во ова истражување, велат дека според нашето знаење, затоа се луѓе кои што наблюдуваат и следат кронова болест, според нашето знаење, оваа е, вели во научната студија, најдобриот резултат за спречување на така наречените релапси кои што они го имаат видено во нивниот живот. Значи, според овие истражувачи во Јапонија кои што го следеле развојот на кроновата болест, спречувањето на нападите преку здрава исхрана, односно преку полувегетаријанска, а замислете што ќе се случи доколку целосно биде исфрлено месото кај тие пациенти, се очекува уште подобар резултат. Тие тоа го сметаат за најдобар
пример на лекување на болест. Да, и по логиките на нештата, доктор Митов, веќе кога се јаде полесна храна, Така. Делува подобро во цревата, побрзо се преработува отколку Се разбира. тешките масти и масноти. И тоа е, нели, така да кажеме, го вела тоа интуитивно разбирање кое што многу пати е точно. Има и конкретни биолошки механизми кои што го поврзуваат овој момент. Најдено е дека кај тие пациенти преку електронски микроскоп е анализирана структурата на самите црева и како се поврзуваат клетките меѓусебно. Клетките би требало да бидат многу добро слепени, бидејќи знаеме дека во нашите црева има многу бактерии, милиарди бактерии. Некои од нив добри, некои не толку добри, некои така наречени патогени кои што би предизвикале болест. Меѓутоа, кога зидот е вака силно слепен, кога е поврзан, кога меѓусебно силно комуницираат клетките, тогаш нема простор да таа бариера да биде пројдена и да дојде до инфилтрација, ние велиме, на бактериите и на вирусите во самиот зид. Зошто е тоа проблем? Кога ќе инфилтрираат бактериите или вирусите во самиот зид, тогаш организмот може да реагира дури и пребурно и да почне да го напаѓа сопственото ткиво. Тоа е еден од потенцијалните механизми за развој на кроновата болест. И е најдено кога има таква здрава, како што рековте, лесна храна, цревата кај тие пациенти зидовите се многу слепени, многу цврсти и нема такви дупчиња да продираат бактерии. Так, може, бидејќи уште минута две имаме до крајот на емисијата, накратко за лекувањето со храна и ка улцерозен колит. Така, и кај улцерозниот колит исто така се правени студии, кај него конкретно е најдено дека водородниот сулфид, значи тоа е една супстанција која што се ослободува при преработка на аминокиселината метионин, која што најмногу ја има кај месото. Така да и тука е најдено дека доколку се намали внесот на месо, а се зголеми внесот на растителни влакна, исто доаѓа до подобрување на резултатите. Многу поконкретно е истражувано влијанието на млекото кај пациентите со улцерозен колит и најдено е дека кај 1 од 5 пациенти со улцерозен колит, во моментот кога се исфрла млекото, практично доаѓа до повлекување на болест. И тоа се студии кои што биле правени уште од 70-тите години навака и има многу, и од тогаш навака уште многу повеќе е докажано негативното влијание на животинските протеини кај овие две болести. Така, јас сум сигурен дека имаме многу да зборуваме на оваа тема, ќе посветиме дело и од некои од наредните изданија на здраве, ќе се осврнеме повторно на воспалителните болести на цревата. Доктор Митов, ви благодарам за советите и информациите што ги споделивте со слушателите во денешното издание на Здравје. Ви благодарам и вам. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Владимир Дамјановски, видеореализација Далибор Зафировски. Денеска сме понеделник, 7 декември 2015 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје во петок во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање и пријатен работен ден. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.